Уште малку за археологијата, за непроценливото богатство кое што се крие буквално под секое камче македонска земја. Следниот прилог говори за археолошкиот локалитет Свети Атанасијка и Кочани, богат со предмети од енеолитскиот период. Група археолози предводени од археологот Илинка Атанасова од музејскиот оддел на Кочанската библиотека Искра ги завршија едномесечните работи на археолошкиот локалитет Свети Атанасиј, недалеку од селото Спанчево Кочанско. Имено тие годинава продолжија со сондажните истражувања започнати минатата година, кога на овој локалитет беше пронајдена фигура на машка глава од периодот на енеолитот, редок археолошки предмет во овој дел на Македонија, па и пошироко. Според изјавата на Атанасова, во изминатите 30 дена се работело на два сектора, северен и јужен, со цел да се определат просторните рамки на наоѓалиштето кај село Спанчево. Во северниот сектор се отворени две сонди во продолжение на минатогодишните. Во јужниот сектор е откриен еден култен објект кој е отворен во кружна основа со диаметар од 18 метри, од кој засега се откриени надворешниот простор на неговата јужна половина. Аналогни такви објекти во најблиското обкружување се откриени во Кумановскиот регион на локалитетите Пелинце и Татикев камен. Целокупниот движен материјал е карактеристичен за периодот на енеолитот, и тоа керамика со врежување и графитно сликање фигурини, камени алатки и коски. Според археологот Илинка Атанасова, годинешните сондажни истражувања на локалитетот Свети Атанасиј кај селото Спанчево финансиски се поддржани од страна на Министерството за култура на Република Македонија, додека целокупната реализација на проектот е на музејскиот оддел при јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани.